Во финишот на есенската полусезона во првата македонска фудбалска лига, а по 14 одиграни кола на врвот е Вардар, кој има 36 бодови, всушност е единствениот тим кој нема пораз. Најблиску до лидерот е Струга Тримлум со бод помалку, односно Стружени се втори и има 35 бодови. Трет на табелата е тимот на Шкендија. Актуелниот шампион од Тетово има 30 бодови на своето конто, Силекс е четврти, а на своето конто има 28 бодови. Во средишниот дел, барем за сега сигурни се новите прволигаши, односно Башкиме кој е пети со 22 бодови и дебитантот Арсими кој е шести со 18 бодови. Бреа Струмеца е над Баражзоната, како седма со 16 бодови. Во Баражзоната е Тиквеш од Кавадарци кој има 15 бодови, повратникот Македонија Ѓорче Петров е на деветата позиција со 14 бодови, толку и Пелистер кој е место подел, односно е 10 или во зоната за директно испаѓање. Работнички натаму е продолжил лошата серија резултати со 3 порази во низа. На своето конто тимот од Ебар Мало има 7 бодови, а на дното е Шкупи со 1 бод. Единствениот тим кој нема триумф, а при тоа има серија од 1 реми и 13 порази. Работнички ниту со тренерските промени не може да изнајде резултатска стабилизација. Минатата сезона ромадничарите се бора за титула и излез во Европа. Трката за титулата ја загубија, меѓутоа Работнички излезе во Европа, каде не се прослави многу со едно одиграно коло. Шкупи во многу лоша ситуација. Клубот од Чаир има 15 бодови негатива од седмото место кое директно гарантира опстанок, а пак 13 бодови од Баражзоната, што само по себе укажува дека тимот ќе има тешка пролетна полусезона.